така е, минути за здравствени совети или еден убав разговор кој што ни предстои со нашата соговорничка, со доктор Верче, ќе зборуваме за заштита на кожата, но сакаме да ги слушнеме и одговорите на нашите граѓани, како тие размислуваат и колку се можеби свесни или несвесни за штетното влијание на сонцето, колку често или не веќе ни каже доктор Верче колку е препорачано да се посети дерматолог во текот на годината или барем да се провери состојбата на кожата, поточно бенките, и колку можеби нашите граѓани имаат навика да користат заштитен фактор во текот на целата година, со оглед на тоа што Македонија е сончева земја, иако овие денови можеби тоа не е баш така, но секогаш велиме дека сонцето си има свое влијание и кога е облачно времето и кога имаме облаци. Сонцето знае да продира високото УВ зрачење е навистина штетно, особено во летниот период, па дали имате навика да користите заштитен фактор, поточно да се заштитите не само кога сте на летен одмор, туку и во остатокот од годината. Па да видиме како размислуваат нашите граѓани. Дали сте свесни за ризиците од сонцето? Па немам проблем со сонцето веш. А дали можеби нешто превземате околу тие ризици? Ништо. Научен сум ја на сонце. Стара кожа, не сум употребил крем никогаш и така. Па, свесен сум, например, ја изгорев. За жал, тоа што се треба се мачкаме повише едноставно. Тоа е едно сонце за сите се, какво е такво е. Па да, нормално има ултрави реи и добро. Да, големи се ризиците, особено кога има високи УВ зраци. Штетно е, вистина е штетно сонцето за здравието, за општо, значи за луѓето, да. Да, штетно. Има, меѓутоа ја искрено ви кажам, многу го сакам сонцето. И поубаво ми е овака кога е топло него кога е ладно. Дали нешто можеби вие превземате околу тоа? Фактор секој ден, дури кога не е сончево, обавезно заштитен фактор на лицето и на сите делови од телото што се отворени. За жал во моментов не. Ризици, мачкам само со крема и тоа е тоа. Па превземам, мачкам креми. Па освен креми со заштитен фактор, друго не. Сека е дебела. Дали нешто превземате околу тоа? Го избегнувам. Само за време со summertime, за 50%, не е повеќе од тоа, ама мислам зашто малце сум тент. Дали превземате нешто околу тоа? Не. Дали можеби редовно користите заштитен фактор преку целата година, не само за време на летните периоди? Не. Не идам многу на плажа, седам по дома повеќето од времето, така што не имам темен тен, брзо поцрнувам, не. Јас лично не, ама дефинитивно треба да почнам да го земам, особено лето кога што гледам доста жешко станува последно време, по 40 степени секој ден да биде лето тешко ќе биде. Не, само за летните периоди. Искрено никогаш летно, никогаш и преку цела година, зависи. Па за време само кога е сончево. Па целата година. Со нивеа крема стално се мачкам. Да, и да ги одговорите на делот со граѓаните кои што ги случајно ги сретна нашата Софија. Генерално ова е сликата, би рекле, за размислувањата на не само на скопјани, туку и на нашата Македонија. И навистина, голем дел од луѓето не користат заштитен фактор во текот на целата година. Свесноста е зголемена, особено кај младите, како што слушнавме дел од нивните одговори. Но ако направиме некоја паралела со некои европски земји, каде што буквално кремите со заштитен фактор се достапни, ама се и достапни низ градовите како нешто што можеш шетајки се да сретнеш, да си земеш од кремата, да се бесплатно, дури и да не се купат, барем тоа е случај во Холандија, еве знам. Тоа е всушност еден од начините на кои што државите се грижат за здравието на своите граѓани, заради тоа што се свесни колкав е ризикот од високото УВ зрачење и секако сончевите зраци. Значи можеме да му се радуваме на сонцето до бескрај, но во секој случај си има и своји негативни. Добро, нели препорачливо е да се помине барем половина час под сончевите зраци, да речеме минути, нели, или за абсорбирање на витамин Д. Да, велат дека тоа е нели максималната доза која што треба да ја имаме баш така 15 на минути и сега затоа што посветлите кожи можат да изгорат и само после 10 на минути. Значи поентата да биде тој сигурен или безбеден интервал,
за да витаминот D се создаде под дејство на UV без зраците, ја смета дека 10 до 15% од површината на телото, како што е сега, нели, во летно време, како што сме се откриени ракави и нели деколтето, лицето, е доволно за да се создадат онолку витамин D колку што ни е потребно. Да не дозволиме да изгориме. Значи, треба да имаме баланс, да ги користиме позитивните страни од сонцето, меѓутоа да не дозволиме да ни наштети. Не смееме сега, нели, да се криеме комплетно, поентата е баш во таа рамнотежа, да биде само позитивните карактеристики. Само позитивни, да. Сега, доктор Верче, препоставам дека долги години вие во оваа експертиза ги наблюдувате, можеби и си правите некои своји статистики, анализи, некогаш и сега кога сте почнале, можеби, нели, да работите како дерматовенеролог. Сега голем дел од популацијата, за жал, нели, некако, нели, и се смешкаме на или го минимизираме постоењето на сонцето и нашето постојано изложување, меѓутоа кажавме дека без заштита се оставаат биолошки траги кои не се гледаат веднаш, но со тек на годините стануваат видливи клинички значајни. Ние секој пат со вас и со други медицински лица ги нотираме овие теми и се со цел да направиме баш така еден, нели, аларм, бидејќи еве што вели, според најновите дерматолошки податоци и глобални здравствени организации, кожниот карцином или меланома е најчестиот вид на рак во светот. Само во првата половина, барем досега во овие, речиси, 6 месеци, се проценува дека ќе бидат диагностицирани над 230.000 нови случаи на меланом глобално, од кои што за жал 8.000 ќе бидат со смртни исходи, при што дури повеќе од 80-90% од случаите се поврзуваат со прекумерна изложеност на ултравиолетово зрачење од сонцето и солариум. Истовремено, експертите и Светската здравствена организација предупредуваат дека UV зраците се присутни цела година, тоа често пати го говориме. Сега, во време кога тенот се уште се дожива како символ на, нели, на убавина, сепак SPF-та заштитата често се користи, нели, за жал само сезонски, како што спомена голем дел од нашите испитаници, затоа и се случуваат, нели, потоа, нели, промените кои што некој пат ги минимизираме или не ги забележуваме, а сепак ако некој најдобро си го познава, нели, собственото тело, тоа сме ние и често знаеме само веднаш да забележиме некакви поинакви знаци. Поинтата е што првите негативни знаци од UV зрачењето ги гледаме после еден латентен период од 6 до 8 часа, значи самите изгореници ќе ги видиме утредента. Така да во моментот не чувствуваме, особено ако е малку облачно, тогаш настануваат и најчестите изгореници. Исто така е многу значено да пациентите сметаат дека може да изгорат само на плажа, покрај море, покрај езеро, дека на планина тоа не се случува. Поради рефлексијата, да. Не користат заштитен фактор, што е многу погрешно. Или сентенцата е јас не сакам да изгорам на сонце, не одам на море, одам само на планина. На планина е уште повеќе може да се изгори. Може многу повеќе да изгори. Лицето баш скоро имав пациенти кои што биле на планина, облачно, биле, меѓутоа високо надморската висина на некој начин изложува поголема и побрзо доаѓаат и поголема количина на UV зраци, иако не мора да пече сонцето да го чувствуваат толку и има изгореници од втор степен. Така да поентата е во навиките. Значи, имаме навика, особено на лицето, бидејќи тоа е отворено, изложено на UV зраците преку целата година. Имаме навика да ставиме во склоп на дневната рутина, нели? Сега младите доста се поинформирани на таа тема, со хранливата крема или пак хидратантната, после тоа си како да стават и заштитен фактор. Преку целата година доволно е минимум да биде и 30. Само во летните периоди, кога имаме, нели, многу повисок UV индекс и поинтензивна инсолација, може да го зголемиме и до 50, особено за осетливите кожи. Меѓутоа, зборот ми е во тоа да навиките кога ќе се воспостават, многу сме по-безбедни под сонцето. А тие се учат и од мали нозе. Значи, додека се децата како што растат, нели, мајките ги мачкаат. Во тинејџерството и во адолесценцијата тој период е најризичен, бидејќи тогаш настануваат најголемите изгореници, бидејќи децата, нели, се големи веќе, не сметаат дека е тоа толку ризично. Трендот на убавина е присутен, дека сакаме да имаме добар тен. Точно, тие нели, негативните ефекти следат дури после 10, 20, 30 години. Карциномите на кожа ги се сметаат дека се многу далеку. За жал, имаме тренд за појава на карциноми на кожа и на многу помлада возраст. Има еден тренд, веројатно, со оглед на тоа дека сте постојано во своја лабораторија, имате
катадневно многу пациенти, меѓутоа претпоставам дека ги следите будно нели настаните кои што ги кажуваат бројни пациенти или конкретна географија или популација во светот. Меѓутоа има еден тренд што честопати, не знам, алгоритмот ми го наметна сега, веројатно поради летни дестинации, промоција на некакви нели туристички сезони, голем дел нели да си создадеме таа патна аптека и видат голем дел од овие сега јутубери и така натаму не користите заштитен фактор, да ви кажам колку канцерогени состојки има во истото и така натаму. Еден чуден тренд си видам со какви студии, научни истражувања они се подкрепени. Нема никакви клинички студии кои докажуваат дека заштитните фактори од сонце делуваат канцерогено. Значи тоа е комплетно погрешно и тоа се негативни или погрешни информации кои што се пласирани од нестручни лица. Сега за жал поради нели големата активност и експанзија на социјалните медиуми многу лесно се доаѓа до такви негативни или сосема погрешни информации. Значи нема ниту една клиничка студија која ги поврзува воопшто факторите за заштита со појава на канцер, а напротив има многу бројни студии кои што го докажуваат истото. Еве најпросто солариумите е докажано дека се канцерогени. Значи исто како цигарите. На солариумот има health hazard. Значи можете да го поврзете тоа. Во солариумот имаме интензивна инсолација со UVA лампи. Значи тоа е веќе докажано. После бумот на употреба на солариуми во 70-тите, 80-тите, после 2-3 децени имаме бум на карциноми на кожа, сите карциноми. Значи еден престој во солариум го зголемува ризикот за појава на карцином на кожа за дури 75%. Боже мој. И тоа сите типови на рак на кожа. Значи има студија во Шведска која е направена бидејќи нели таму се многу светли пигментацијата им е таква, да. А не гледаат многу сонце и пред да одат на одмор или воопшто сакаат малку да потемнат, тоа било тогаш во 70-тите, 80-тите. Го практикувале. Значи го практикувале буквално цели семејства. И после 2-3 години, значи Шведска, односно скандинавските земји се место, значи највисоко на листата по инциденца на карциноми на кожа. Веројатно заради тие причини, сега има и други моменти дека кај нив и диагностиката за среќа е на високо ниво, а исто така и тераписките опции. Така да кога ќе видите статистиките може да споредите дека скандинавските земји имаат највисока инциденца, меѓутоа најнисок морталитет, а источноевропските и останатите имаат ниска инциденца, а највисок морталитет. Тоа не е одраз дека има помалку случаи, туку помалку се откриваат, бидејќи диагностиката, дермоскопијата не е толку развиена, исто така и едукацијата на населението. И за жал, онаму кој што всушност има многу повеќе карциноми се гледа тоа според листата на морталитет, која што се повеќе нели расте. За жал. Каква е состојбата кај нас, доктор Вирче? Колку имаат луѓето кај нас навика да појдат, да си ја проверат состојбата на кожата, да си ги проверат бинките? Знаеме дека понекогаш се организираат и некакви бесплатни прегледи, па некогаш може да се случи човек да дојде сосема случајно и за жал да дознае некаква непосакувана диагноза. Би сакала тоа да ни го потенцирате за состојбата и да ни направите некоја паралела, бидејќи кога споменавме за некои од европските земји како Холандија, каде што тоа навистина е насекаде низ градовите достапно, креми за заштита. Имате ли некакви други информации за други земји, некакви позитивни примери кои што не знам го практикуваат тоа на едно повисоко ниво, во смисла на тоа колку се свесни за сонцето и неговата штетност? Најсвесни за штетноста на сонцето се во Австралија. Таму е највисоката инциденца и морталитетот не е толку висок, меѓутоа инциденцата, односно појава на нови случаи е на највисоко ниво, најбројни се и таму најмногу се вложува во едукација на населението од најмалите до најстарите и има вакви широко достапни, меѓутоа обично тоа беа како проекти, како ова што го кажавте во Холандија и на други земји, а во Австралија на многу места, особено на плажите, таму се тие нели бројни, има такви диспансери нели бесплатни каде што може да се намачкаат, да го потребат нели граѓаните. Има огледало со UV лампа, со UV филтер на некој начин, кој што може да ви го покаже лицето како изгледа, колку оштетување од сонце до сега имате напластено и колку всушност кога ќе ставите од кремата со заштитен фактор, таа ги блокира UV зраците.
Значи буквално многу заштитува. сликовито Многу прикажано. сликовито и веднаш, како да кажам, граѓаните полесно ги прифаќаат тие препораки. Кога ќе видат дека навистина тоа работи, дека навистина ќе бидат заштитени. Кај нас ова е поле на кое што треба многу да се работи. Да, за свесноста можеме да зборуваме дека имаме некои спори, но бавни некои чекори, но идеме кон подобро. Бидејќи видовме од анкетата како младите размислуваат, денес им е тоа дел од некоја рутина да се стави заштитен фактор особено на лицето. Младите се сегаш на телото. Генератор на нови промени и прифаќање на новите работи, што кај тоа и не се толку нови, меѓутоа се веќе усталени и треба да се прифатат како позитивни и веќе се гледа тоа во праксата. Меѓутоа треба уште многу повеќе да се работи на едукацијата, бидејќи еве преку социјалните мрежи. Јас последниве 2 години веќе сум многу активна на социјалните мрежи, буквално со презентирање на случаи како тоа изгледа, како всушност еден карцином на кожа може да изгледа, бидејќи кога пациентите, кога луѓето ќе видат, значи реално, во реалниот момент, што всушност една мала флекичка на кожата може да значи, стануваат посвесни дека треба тоа да не се занемари. Тоа е најважно, да се дојде на преглед, кога ќе се види со дермоскоп точно за што се работи, веќе сме многу посигурни, бидејќи од една страна имаме популација која ги одложува прегледите од страв од бенките, а од друга страна имаме популација која што многу се плаши од бенките и претерано ги прегледува. Овие се многу во помал број, меѓутоа сепак поентата е што поради тој страв дека можеби нешто ќе ни кажат непријатно или некоја лоша дијагноза, го одложуваат прегледот. Тоа е многу погрешно, бидејќи колку по-рано дојдете да прегледате некоја сомнителна промена, толку побрзо ќе го симнете оној товар на плеките, кој што многу често пациентите сега ми олесно после прегледот го кажуваат, кога сваќаат дека се биле загрижени за сосема банална промена, која што ја сметале за опасна, а од друга страна пак за време на тој преглед може да се прегледат сите бемки и точно да се утврди која промена на вистина заслужува внимание, а која не. Така да едукацијата е клучна во подигање на свесноста на општата популација за опасноста од карциномите на кожа. Младите се доста едуцирани, бидејќи од оваа ера на информации се е достапно, меѓутоа од друга страна оние дезинформации исто така малку одмагаат, меѓутоа сепак со вакви емисии може да проценат што е точно, што не е точно. Доктор Верче, Светската здравствена организација предупредува за ова изречењето дека одговорна за повеќе од 1,5 милиони според некои податоци случаи на карциноми кои што се објавуваат како статистика. Меѓутоа мора да признам дека често го слушаме сега тоа, ние ќе се вратиме во детството, изгоре само еднаш, тоа е терминот, но дерматологијата предупредува дека токму овие сериозни можеби состојби или изгореници, особено во детството, може да го зголемат ризикот децении подоцна. Дали кожата навистина, она што вие го имате како мантра, кожата помни? Да, точно е тоа. Значи, изгорениците во детството се најголем ризик фактор за појава на меланом понатаму во животот. Велиме изгорениците бидејќи тие се поинтензивни оштетувања кои допираат и до клеточно ниво, односно во ниво на јадрото, и тие мутации понатаму се напластуваат во текот на животот и затоа велиме дека кожата памти, односно има еден латентен период, па после децении се јавува нешто на кожата. Кога ќе достигне во некој ниво да едноставно почнува еден малиген процес. Исто така интензивното изложување на сончеви зраци, кое се кумулира со тек на животот, понатаму може да се напредува во фотооштетување, пред се на старење на кожата и потоа до појава на карциноми на кожа. Значи, имаме два типа на карциноми на кожа. Едните се немеланомски, тоа се оние најчестите базоцелуларен и сквамоцелуларен, и меланомот, кој што е најредок, меѓутоа најопасен. За меланомите велиме дека изгорениците се главниот ризик фактор, тоа се оние интермитентно интензивно изложување.
значи буквално кога кожата е неподготвена и тогаш најчесто се случуваат такви промени, додека за другата група се долготрајното во текот на целиот живот изложување, наталожување на негативните ефекти од УВ-зраците и затоа да речеме оваа група на карциноми повеќе ја гледаме кај луѓе кои работеле на отворено или кои што биле нели подолго време изложувани на сонце или пак оделе на долготрајни одмори, а не биле доволно заштитени. Колку денеска луѓето знаат да детектираат симптоматична бемка, како што спомена Цеце, не знам колку од нас и вистина ги гледаат или она правилото на агли дакинг или грдото пајче. Само да прашам, Режија, дали ни пристигна можеби видеото и со ова можеме да ги појасниме работите? Како да направиме разлика што е меланомна кожа, како изгледа и колку е тој сличен понекогаш со бенка, така? Значи многу е сличен на бенката. Еве тука ако може да гледате. Да. Обично кога бенката е симетрична, овална, со уедначена боја, велиме дека е значи дека најверојатно се работи за бенигна работа, дека нема ништо сомнително. Меѓутоа, сега ова е бемка или да, ова е бемка која почнува да се менува. Гледате како се заврши видеото. Значи почнуваат еве првично е ајде одиме по правилото ABCD. Првично е асиметрија, значи кога кај нормална бемка таа е овална и симетрична, значи буквално едната половина одговара на другата. Кога едната половина е различна од другата, збориме за асиметрија. Под Б е за ивиците, или бордерс, каде што гледате како се назабени, не се овални како нацртани со моливче. Под С е за боите, тука имаме присуство на повеќе бои, гледате светло кафено, темно кафено, црно, сиво, бело, црвено, значи повеќе од една боја веќе е сомнително. Диаметарот велиме над 6 мм, меѓутоа може и многу помала промена веќе да покажува вакви симптоми. И еден од најважните фактори е всушност еволуцијата. Значи бенка која се менува, која што претходно била светло кафена, потоа станала темно кафена, се појавила нова боја, го зголемила диаметарот во ширина, почнала да се испакнува. Тоа е исто така едно убаво правило. Elevated firm and growing се однесува за амеланотичните меланоми. Значи меланоми кои што немаат боја, тие може да ги препознаеме само најчесто при случаен преглед или да бидат диагностицирани како друг тип на карциномна кожа, бидејќи се очекува кај меланомот нели да биде обично во боја, да биде темен, црн и слично. Така да тоа се, значи првото правило ABCD, второто правило било каква промена која што расте и се менува и третото и наједноставното е грдото пајче. Значи бенка која не личи на ниедна друга. Затоа што доаѓаат пациенти, значи докторка, јас имам многу бенки, не можам да знам која бенка, како да ги пратам. Меѓутоа, буквално гледате, сите бенки имаат по некој диаметар од 3 до 5 мм, се слични по бојата, по изгледот, по структурата и одеднаш гледате една поголема од сантим или со многу потемна боја, која што буквално не може да не ја забележите. И сега, тоа е, значи, велиме клиничкото препознавање на меланомот, кое што е битно за општата популација. Значи, било каква промена на кожата, која што еволуира, треба да се прегледа. Може да е и бенигна промена. Особено зборам за луѓето над 45-та година. Бидејќи нови бенки после таа возраст не се јавуваат. Значи, после таа возраст се инволуира и бенките се губат. И ако видите пациенти на 80 годишна возраст, на нивната кожа може да видите само знаци на фотооштетување, ако не се штитела во текот на младоста, или да видите сосема бела кожа без ниедна бенка. Имаме само дермалните невуси, тоа се оние испакнатите бенки кои остануваат во текот на целиот живот. Сите други бенки инволуираат. Ние велиме бенките што се во ниво на кожа или јункционални. Битно, затоа што тоа е нормален процес на инволуција, нели, на раст и потоа инволуција како што на некој начин се успоруваат сите процеси, па така и создавањето на меланинот и самите бенки знаат да инволуираат. Колку е нормално бенки да ни се појавуваат во текот на една година, да речеме, затоа што велите докај 40-тата се појавуваат? А забележуваме сепак постојано дека постојано нешто нешто се појавува, меѓутоа тоа нешто не се секогаш бенки. Најчесто се бенигни израстоци од типот на себороични кератози, старењето на кожата. Сонцето го има најголемиот удел во старењето на кожата. Биолошкото старење е многу по, како да кажам, поприфатливо дури естетски, бидејќи имаме само едно опуштање на кожата, а
Фотооштетувањето, значи оштетувањето на кожата од сонцето, на лицето особено, го гледаме со појава на многу флеки, на пигментации, на проширени капилари, значи да неуедначен број, неуедначен тен и брчки, длабоки брчки. Кај биолошкото е само една опуштеност и фини линии. Сега секако и генетиката тука има влијание, меѓутоа се смета дека дури до значи повеќе од 60% отпаѓа на старењето на фотостарењето, а не на биолошкото старење. Како што старее кожата на лицето и на целото тело, значи тоа се тие нови бенки се всушност кератози, папиломчиња, може да има и одредени бенигни тумори, меѓутоа може да се работи за малигна промена и ризикот за таа малигна промена расте со возраста. Важно е секоја нова промена детектирана да се провери со овој апарат. Тоа е многу едноставно, не боли, нема никакво зрачење, не е опасно, не треба припрема. Стручно лице. Да, стручно лице да каже, велам, да изстави име на таа промена. Кога ќе праша пациентот, докторка, што е ова, да можеме да кажеме што е, за што се работи. Ако сме 100% сигурни дека е бенигна промена, дека е обична бенка или пак кератоза или дерматофибром или било што друго, го праќаме пациентот дома. Не е ништо страшно, не мора ни да следиме, не мора да се грижите. Значи грижата, стравот е многу лош. Имав пациентка која што повеќе од 10 години чувала една промена, која што всушност беше базоцелуларен карцином, меѓутоа зошто толку долго да се одложува одстранувањето? Базоцелуларниот е најдобриот карцином кој што не метастазира, меѓутоа се шири. Тоа изгледа како раничка која никако да заздрави. Значи постојано ќе фати лушпа, па ќе се раскрвари, обично пациенти велат, ама јас ја удрив, па се повредив, па пак никако. Меѓутоа подолго од месец дења било која траума на кожата ќе заздрави. И затоа тоа треба исто така да биде аларм, ако имате раничка, особено кај повозрастните велам, бидејќи таму се најчести. И одложено негово можеби зацелување? Да. Значи, ако подолго од месец дена мачкате некоја кремичка, никако да помине, дојдете да се провери. Значи, тоа е многу важно. Што е правилно изложување на сонце во... ни доаѓа, на прагот сме на летото, веќе со овие продолжени викенди изминати в период голем дел од луѓето се упатија и на плажите. Изложеноста на сонце веќе е присутна и тоа како. Ние велиме како нација дека ни недостига витаминот D3, така? Некои го суплементираат на поинаков начин, но како го имаме сонцето во изобилие, што е правилно или како правилно да го добиеме тој витамин D3, а при тоа да не ја оштетиме кожата? Како правилно е да се изложиме наредниот период? Во однос на изложеноста на сонце, поентата е да го следиме и има две правила ствари. Да го видите UV индексот, колку е висок, и правилото на сенката. А имаат ли навика луѓето да гледаат UV индекс? Ние кажуваме во медиумите. Веќе секогаш го кажуваме, бидејќи станува се повисок. Ако, например, дури и на самата апликација ви кажува колку лани била температурата и UV индексот. И се гледа дека има разлика од повеќе од 3 степени. Значи, лани после 9-10 часот, до 10 часот бил UV индексот 3, кога дури не се препорачува, не е потребна заштита. Веќе над 3, значи ако погледнеме сега, не знам точно колку е, меѓутоа сега врне, тоа е првото правило, бидејќи со тоа инсолацијата е многу висока и налага да се заштитиме, за да не изгориме. Сега, колкав UV индекс треба да не биде аларм, нека мора да ставиме? Над 3. Над 3? Над 3. Од 3 до 6 е умерен, од 6 до 9 е висок, кај нас е најчесто висок и многу висок. Значи, над 9 лани, мислам дека стигнавме некаде до 12 во на портокаловата фаза. А другото правило е правилото на сенката. Колку е помала сенката, толку пократко задржувајте се на сонце. Значи, под прав агол паѓаат UV зраците, зборам за урбано, нели, движење низ градот. Сега на плажа, секако, со апликација на заштитен фактор. Најдобро е тоа да се направи пред да излезете на плажа, значи уште додека сте во собата, да нанесете, бидејќи му треба малку време, 10 минути да се впие и убаво и да не брзате, да нанесете секаде колку што е потребно. Потоа да се реаплицира во рок од 2 часа, доколку се измива или има игри на плажа, во песок и слично, може и побрзо да се повтори. Поентата е колку е повисок заштитниот фактор, подолго сте заштитени, меѓутоа не подолго од 2 часа. Значи,
не може ни еден фактор со едно нанесување да ве штити во текот на целиот ден, бидејќи филтрите се губат, се апсорбираат едноставно со тоа што ги апсорбираат UV зраците. А како D3 да го добиеме во таа количина која што ни е потребна? Па ете, спомнавме на почетокот, значи 10 до 15 на минути, наутро или кога станувате. Без фактор сега збориме, кожата да изложи. Без фактор, ја мислам дека никој не става фактор на откриените делови, освен можеби на лицето во урбана средина. И тоа се 10 на минути. Доволни се тие откриени делови од телото за да, и тоа 3 пати неделно. Сега, има други моменти во кои што, како да кажам, едноставно не поминуваме многу време на отворено. Исто така и се смета дека рецепторите за витаминот D не се толку активни, така да многу често гледаме, не се должи тоа на употребата на заштитите фактори, да се разберем. Тоа се должи на начинот на живот и на многу други фактори, да не навлегувам. Токму затоа е добро да се провери и доколку недостасува да се суплементира. Тоа е најбезбедниот начин. Нас како нација ни недостасува D3? Па се почесто гледаме дека се ниски нивоата на D3. Ама тоа е веројатно заради рецепторите, затоа што сонцето го имаме, ама начинот на живот... И не го користиме толку. Начинот на живот каков е сега? Постојано сме покрај мониторите, покрај компјутерите од 9 до 5. станавме можеби во... Да. Така да треба да се искористи, нели, еве викендите да се искористат за престој во природа, меѓутоа пак ќе кажам, значи 10 на минути можете и без фактор, после тоа намачкајте се и сите ќе бидеме задоволни. Доктор Верче, ние споменавме дека може, ако сака некој да не се вклучи во емисија, тоа е, нели, рече се и ретко го правиме, меѓутоа со оглед на тоа дека убава е темата, ќе отвориме телефонски линии, колеги, слободно наведете го телефонскиот број, па ако имате прашање до нашата стручна доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог, секако ќе отвориме простор да ја прашате. Сега имаме уште неколку теми кои што сакаме да ги опфатиме, па да реципроцитетно. Апропо хиперпигментациите и дамките, пред да продолжиме на таа тема, сакам да прашам дали постои момент кога штетата веќе не може целосно да се поправи, состојба која што веќе нема назад. И што би препорачали или кој е алармот овде? Хиперпигментациите се претежно естетска проблематика. Најчесто се случуваат во време на хормонални флуктуации, например кај трудниците, меѓутоа може да се јават и како резултат на користење на одредени фотосензибилизатори, во смисла на етерични масла и изложеност на сонце. Колку е подлабока и постара пигментацијата, толку потешко може да се реши. Всушност, отстранувањето, односно избелувањето на пигментациите е многу тешко, бидејќи тие настануваат заради погусто групирање на меланоцитите. Тие се групираат затоа што сакаат да се не заштитат од надврешните влијанија. Ние за да добиеме нормален тен, треба тие да се регрупираат, да станат по растресито да бидат во кожата, значи не можеме да ги отстраниме комплетно. Сега тој баланс да се постигне е многу тежок. За да отстраниме нешто комплетно е полесно, меѓутоа во тој случај нема да ни остане тен на кожата, односно ќе остане сосема бела непигментирана површина. Најважно во лекувањето или, како да кажам, справувањето со хиперпигментациите е таа секојдневна заштита од сонце. Се препорачува да биде во боја, бидејќи одредени студии докажаа дека и изложеноста на сината светлина од екраните, од мониторите, видливата светлина ги промовира, односно допринесува за нивното одржување, па дури и нагласување. А многу време поминуваме под мониторите и затоа е препорачена таа. Дури сега ќе видите на UV на средствата со заштитен фактор пишува штити од UV светлина, од сина, UVA, UVB, сина светлина, видлива светлина и near infrared. Во декларацијата и тоа е надополнето. На самиот фактор. Да го вклучиме еве нашиот гледач, прашање плюс кој што може ќе потикне кај мене, кај Цеца и кај вас да разговараме на одредена тема. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Убав ден, посекуваме. Исто и вас, благодарам за можноста да се вклучам. Би поставила едно прашање до докторката. Случајно во испитување открив дека конкретно рецепторите што се за витамин D се неактивни, односно хомозиготни. Што дополнително би требало да испитам, освен витамин D концентрацијата, за да знам точно што треба да се суплементира?
Да, пред да ви го дадеме одговорот за ова одлично прашање, би сакала и јас да ве прашам вас колку се грижите за вашата кожа, колку користите заштитен фактор, дали сте свесни за еве штетното влијание, затоа што вие прашувате за D3, нешто што е позитивно влијание од сонцето, но што е со другата страна? Да, конкретно крем за заштита користам цело време, затоа што одам и во Австралија, тоа што зборувавме, значи дома имам огромни. Каде што свесноста е повисока? Да, и точно и тоа ми беше и кажано и нагласено дека и поради таа огромна заштита и тоа малку D3 што може да го имам, јас не го добивам. Да, ова е исто така добро прашање. Ви благодариме за прашањето. Останете на телно, ќе го слушнете одговорот. И многу често јас се среќам со такви дилеми. Ќе кажеме да, Македонија земја на сонцето, на сончеви денови, но нашата нација страда од недостиг на D3. Како тука, еве и господјата убаво спомена, рецепторите се проблема. Да, ова е малце по, мислам, не е во склоп на мојата експертиза, сепак се работи за, се смета дека витаминот D е на ниво на хормон, така да ендокринолозите се тука повикани. Од моето практично искуство кај пациенти кај што не може да се постигне, едноставно нема рецептори, се даваат мега дози на витамин D за да може да се суплементира, да се надокнади тој недостаток, бидејќи витаминот D е важен за многу метаболички процеси. Немам точно одговор на прашањето зошто токму се случува ова да имаме деплеција, меѓутоа сепак во Австралија дека заштитниот фактор буквално таму се постојано изложени на сонце, меѓутоа таа инсолација и овде не може толку да ја споредиме, а исто така и навиките на народот, па сепак имаме слични ситуации. Јас мислам дека и начинот на живот кој што влијае и можеби и еволутивно на некој начин ние сме се повеќе затворени, за разлика од порано, кога човекот бил постојано на отворено. Така да тоа има некој влијание, ама сепак не би можела да дадам точно. Пред да го вклучиме следниот доктор Верче, кога баш нашата гледачка спомена господјата, дали тие латентни рецептори кои што потем стануваат како една заспана убавица во нашиот живот, дали има простор повторно да ги разбудиме, повторно да ги активираме и покрај тие хормонални промени кои што се случуваат особено можеби кај трудниците? Најчесто со мегадози со висока суплементација, бидејќи порано беше како превентивна доза, тоа кажува времето. Значи, меѓутоа сме имале ситуации во кои што со мегадози се постигнати задоволителни концентрации. Да, бидејќи сепак ова е специфична проблематика, не би можела тука многу да дебатирам, а се работи многу. Се повеќе се има откритија околу тоа колку е витаминот D важен за многу процеси во организмот и затоа не е лошо да се провери и да знаеме колку да суплементираме. Порано беше 400 интернационални единици, превентивно 800, сега е 1000. А ако имате ниско ниво, може да користите по 2 до 4000, па и повеќе интернационални единици. Чисто да прашаме, има луѓе кои што страдаат, дефицитарни се, да речеме секој пат и покрај изложеноста на тие 10-15 минути задолжително на сонце, кои што затоа суплементација. Суплементацијата е задолжителна. Има и одредени храни, нели? Меѓутоа сепак како лосо, жолчката на јајцата, рибата и така натаму. Да го вклучиме и следниот, ќе потикне можеби плюс прашање и некоја одредена тема на денешната. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Убав ден. Топол поздрав до вас и до докторката. Вака, јас се соочувам со проблем кога ќе се изложам на покрај море и плажа, а намачкана претходно со фактор нормално за заштита 50+, се изфрлам со многу ситни мозолчиња, црвени, внатре со минимален гној. Значи тоа е во пределот на регија на врат, на грб, на деколте. Од што настануваат тие реакции на кожата кога сме изложени, посебно на плажа? Благодариме, да, уште една добра тема ни отворивте, малку да позборуваме и за алергиите од сонце. Не знам сега ова дали води кон таа насока, но може после тоа да продолжиме. Да, можеби така наречена полиморфна светлосна ерупција која што се јавува при секој изложување на сонце и ако се користи заштитен фактор. Не мора да значи. Тука има, мислам, не може да бидеме сигурни дали е предизвикано од инсолацијата. Ако факторот е премногу масен, може да ги затвори порите, па да дојде и до некоја таква реакција, како
фоликулит слично, меѓутоа повеќе ми оди дека е предизвикано од изложеноста на сонце, бидејќи секогаш се јавува, значи на плажа и слично. Меѓутоа не се чепкаат, не се стискаат? Не, никако. Никако. Препораките се малку да се, како да кажам, да паузираат првите 2-3 дена, да се подготви кожата на некој начин со има една билка полиподиум леукотомо се вика, која што е единствена која може и да се прима преку уста, на некој начин ги намалува негативните ефекти. Една од моментите е повеќе бета-каротен, па дури и антихистаминик, доколку овие реакции се поназначени. И тоа се препорачува барем 7 дена, 2 недели пред планираното изложување на сонце. Да, пред да го вклучиме следниот гледач, со Цеце сеќавам во едно наше давнешно патување во Барселона, сеќавам дали сеќаваш кога добив една алергија прв пат, нели да речам по тем сум дали темен, и сеќавам на Цеце дури се жалев така шетајки низ тие шпански убави моменти, температурите бе високи, меѓутоа пецкањето и дури како иглички. Дали алергиите се почести исто така? И какви може да бидат? Во основа, мислам дека се почести генерално, сега можеби не баш од сонцето. Но се јавуваат некои луѓе кои што немале можеби претходно никаква реакција слична, а сега веќе се менуваат. На што алергиите може да бидат предизвикани од многу фактори. Сведоци сме дека во храната е се повеќе богата со хемија, со додатоци, конзерванси, вештачки бои и слично, што се потенцијални алергени. Потоа следи загадувањето во воздухот, кое што исто така на кое што сме изложени, на стресот и така натаму, така да сето тоа води кон се почести алергии, дури и на поназначена возраст, на 30 години, прв пат ми се случува, значи прв пат, значи секогаш има прв пат, меѓутоа сметам дека се тоа факторите на околината и начинот на живот кои што кумулативно се акумулирано низ текот на годините. Па да, и станува, мислам, станува се, да не кажам, во негативен правец оди. Сега од друга, еве скоро имавме исто нова вест во која што сме јаделе нешто што не знаеме што јадеме. За жал, особено млечните производи, да. И заради тоа треба да бидеме предострожни, колку можеме да се враќаме кон природата, нели да јадеме органска храна и слично, меѓутоа не е толку сепак тоа можно и достапно, колку што можеме, да. Да го вклучиме и следниот. Добро утро. Добро утро, убаво утро ви посекуваме. Повелете. Ви благодарам за можноста за прашањево. Сакам да прашам, бидејќи слушам дека докторката е дерматовенеролог, за вените, капиларите во текот на летниот период и дали кремите за заштита на кожа имаат удел во ладење нешто на вени, капилари, такви работи, или треба дополнително нешто да се нанесува и особено за време на изложеност на плажа. Јас сум на 48 годишна возраст, ми се појавија во текот на втората бременост и сега ме интересира дали тие креми за заштита на кожа можат да заштитат нешто и од вени, капилари или пак треба дополнително нешто, бидејќи летниот период сега плажи доаѓа, нели? Па ме интересира што ќе кажеш за тоа. Да, некаков дополнителен третман, благодариме. Да, во основа на капиларите и вените заштитниот фактор нема никакво влијание. Може да се користат во форма на гелови, да речеме, кои што се полесни и може да имаат ефект на ладење, доколку или во форма на спреј, меѓутоа нема директно влијание. Сега поентата е да не се изложува на највисоката инсолација, да биде дозирано, да се бидејќи топлината допринесува кон ширење на вените и капиларите, а во тој период е неминовно да се внимава на исхраната, да нема многу внесна сол, значи и секако да има движење, да има комбинација со одмор и да не биде, нели да, како да кажам, да се овозможи и малку ладење, да не биде цело време на висока температура, бидејќи сепак во тие услови едноставно, ако веќе имате проблематика, таа се назначува поради тоа што топлината ги шири крвните саби. Пред да продолжиме со уште едно прашање од гледач, кои се најсклони на мелазма и пигментации? Тоа ми остана како прашање околу хиперпигментациите и дали сонцето може да ги влоши веќе постоечките, можеби состојби како акни, розацеа или самата чувствителна кожа која што секој од нас, нели, ја има повеќе или помалку?
Секој може да развие мелазма, пигментација, меѓутоа потемните типови побрзо се случува тоа кај нив. Иако нема правила, бидејќи ви кажам, може да биде и фотосензибилизирачка материја која едноставно во контакт со сончевите зраци прави фототоксична реакција и пигментот се нагласува. Хормоналните влијанија кај жените сме гледале пигментација и кај најсветли и кај потемни типови, така да нема правила. Додека другото прашање за беше околу дали сонцето може да ги влоши. Акните најчесто се смируваат во летниот период, тоа иако е привидно, меѓутоа сепак се смируваат. Розацеата не баш, бидејќи црвенилото станува понагласено поради нели топлината и слично, така да поентата е со сите тие дерматози, да речеме себорејата исто така може да се влоши, дури и екцемата, иако сметаме дека само во зимскиот период е нагласена. Затоа е многу важно да користиме соодветни заштитни фактори кои што може да го адресираат и кожниот проблем, да речеме еве на лицето што го имаме, доста се типизирани и може да ни помогнат. Немојте да ставате масни, густи фактори ако имате масна кожа склона кон акни. Или ако имате розација, ќе изберете некои кои што се на база на минерални филтри, полесни, наменети за осетлива кожа. Хидратантни кои што хидратантни, полесни. Значи буквално сега има на пазарот мощно специфично типизирани. За пигментацијата исто така имаме специфично типизирани фактори кои што делуваат и на некој начин, сега не избилувачки, меѓутоа спречуваат да се нагласи пигментот. Значи имаат во својот состав имаат додатоци. Дури и самите фактори за општа популација што видиме имаат хидрирачки фактори, имаат хиалуронска киселина, значи буквално и ја негуваат кожата и ја заштитуваат. Во исто време. Да ги поздравиме и следните наши гледачи, односно оние кои што во моментот чека на линија. Добро утро. Добро утро. Убав ден посакуваме. Исто и на вас. Ви благодарам. Моето прашање е следно. Дали може нешто докторката да каже повеќе во врска со старачките пеги, кои што се јавуваат на раце, вратот, лице и така натаму? Ви благодариме и со ова прашање веројатно ќе го заокружиме разговорот и прашањата од гледачите, затоа што веќе некако ја надминуваме минутажата. Да. Па тоа е многу честа проблематика. Поентата е да се разграничи дали се работи за соларно лентиго, значи директна фотооштетување од сонцето, или пак себороична кератоза. Исто така може да се доживува како старачка флека. На почетокот се мазни со кожата, по известно време знаат да бидат и малку елевирани. Поентата е пак да се штитиме, значи никогаш не е досно да се вклучи заштита од сонце. И секако да се направи дермоскопски преглед, да се види да не тука почнува да се развива нешто што не сакаме. Особено кога се тоа долготрајни флеки на лицето, доколку флеката се шири, добива повеќе бои, станува шарена, особено ако има темна, потемна кафена, дури до црна, па и сива боја, да се реагира на време. Со тоа што ние со дермоскопот може да нотираме тоа е лентиго малигна, најчесто на лицето го гледаме, може да го нотираме и многу порано. Значи кога се тие промени видливи само со дермоскоп, не се видливи со око. Значи тоа би било советот. Секојдневна заштита и евентуално преглед да се види да нема нешто сомнително. Секој пат вашиот јавен дискурс е поздравен со аплауз, затоа што толку достоинствено и великодушно знаете да ги објасните работите. Благодариме што излеговте во пресрети и покрај редовните обрски и средбата со пациенти кои што ги имате од денес секако во овој делот од денот, ама отстапивте време да бидете наше друштво. Да, секогаш ми е драго да допринесам за едукација на општата популација, бидејќи само така ќе имаме поздраво и посреќно население.